Одделот за организиран криминал при Бирото за јавна безбедност проведува координирана акција на повеќе локации низ државата насочена кон сузбивање на нелегални медицински третмани и дистрибуција на нерегистрирани препарати. Според неофицијални информации засега, акцијата опфаќа повеќе лица, меѓу кои лекари, за кои постои сомнение дека биле дел од организирана мрежа за нелегален увоз и продажба на медицински производи, вклучувајќи ботокс, филери и други препарати. Неофицијално меѓу приведените има доктори од болницата 8 септември, од клиничкиот центар во Скопје, како и од приватна здравствена установа. Се сомнева дека спорните препарати биле внесувани во земјата преку нелегални канали од повеќе држави, меѓу кои Кина, Турција и Србија без потребните дозволи, контрола и регистрација, пошто биле дистрибуирани на домашниот пазар. Надлежните предупредуваат дека ваквите производи кои најчесто се користат за естетски третмани можат да предизвикаат сериозни здравствени последици како инфекции, деформитети, трајни оштетувања, па дури и ризик по животот на пациентите. Случајот отвора сериозни прашања за безбедноста на естетските интервенции, како и за можните злоупотреби на довербата на пациентите, додека се очекуваат повеќе детали од истрагата во тек. Филозофскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи неделава се најде во фокусот на јавноста по откриените неправилности од страна на просветниот инспекторат, а министерката за образование и наука Весна Јаневска денеска најави дека ова е само почеток на процесот за воведување ред во високото образование. Според извештајот на Државниот просветен инспекторат од 2019 година на овој факултет, противзаконски се запишувале студенти на магистарски и докторски студии. Проблемот лежи во тоа што кандидатите доаѓале со завршени 3-годишни стручни студии кои според законот не дозволуваат директен премин на повисок циклус академски студии. 7 магистранти и 4 докторанти веќе добиле решенија за прекид на студиите. 8 лица веќе успеале да магистрираат, а Министерството допрва ќе одлучува дали нивните дипломи ќе бидат поништени. Многу брзо ќе слушнеме уште една многу покрупна неправилност која ќе изненади јавноста, предупреди Јаневска. Министерката нагласи дека в понеделник ќе бидат донесени конечните решенија по извештајот на Државниот просветен инспекторат. Таа изрази жалење за студентите, но порача дека одговорноста е поделена. Министерството и инспекторатот немаат избор, мора да постапуваат по законот. Студентите требало и самите да проверат каде се запишуваат, дали е виновна администрацијата или раководството, ќе утврдат органите, изјави Јаневска при посетата на стоматолошкиот факултет во Скопје. На стоматолошкиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје денес беше пуштена во употреба нова лабораторија наменета за предклинички вежби за студентите. Инвестицијата е во вредност од 10 милиони денари, а средствата по половина ги обезбедија Министерството за образование и наука и Универзитетот. На отворањето присуствуваше Министерката за образование и наука Весна Јаневска, која упатувајќи честитки до образовната установа, изрази задоволство што инфраструктурата во високото образование во Македонија забрзано се модернизира. Тоа, како што рече, е исклучително важно за овозможување поквалитетна настава за студентите и создавање на подобро подготвени академски генерации, но и за поквалитетна научно-истражувачка работа. Оваа интензивирана активност е резултат на заложбите на високообразовните установи, но и на постојаниот раст на поддршката од државата. Ке посочам дека буџетот за универзитетите годинава изнесува над 7,5 милиарди денари, што споредбено со 2023 година пред мандатот на актуелната влада изнесуваше 3,8 милиарди. Или тоа е двојно зголемување, рече Јаневска. Министерката изрази очекување дека многу скоро новиот предлог закон за високо образование ќе влезе во собраниска процедура, дека истиот преку повеќе права и можности за студентите и професорите значително ќе го подигне квалитетот на високото образование. Економско-социјалниот совет го издигнуваме на повисоко стратешко ниво по примерот на европските практики, каде што социјалниот диалог е суштински дел од носењето на политиките, изјави министерот за економија и труд Бесар Дурмиши. На седница на Економско-социјалниот совет информираше тој се отворени важни прашања, што директно ги засегаат работниците, работодавачите и граѓаните, при што фокусот е ставен на конкретни мерки и законски решенија.
Министерот посочи дека е разгледан годишниот извештај за работата на Советот за 2025 година, со акцент на постигнатите резултати и потребата од дополнително унапредување на социјалниот диалог. Дискутирано е за предлог законот за младински додаток, кој, како што посочи Дурмиши, представува значајна мерка за поддршка на младите, нивно здружување во државата и поттикнување на економската активност, како и за измените на законот за пензиско и инвалидско осигурување, особено во делот на бенефицираниот стаж со цел обезбедување поправеден и поодржлив систем за работниците во ризични професии. Особено важна точка беше оперативниот план за вработување за 2026 година, со кој предвидуваме речиси 40 милиони евра за поддршка на самовработување, отворање нови работни места и обуки што ќе придонесат за намалување на невработеноста, истакна Дурмиши, најавувајќи дека оперативниот план ќе биде објавен до крајот на месецот или на почетокот на следниот. Повеќе од 30 милиони луѓе ширум светот повторно ќе бидат турнати во сиромаштија како последица од војната во Иран, предупреди шефот на UNDP Александар Декро. Во изјава за Reuters, Декро посочи дека недостигот на ѓубрива, дополнително влошен од блокадата на Ормускиот теснец, веќе има негативно влијание врз земјоделската продуктивност на глобално ниво. Според него, ова ќе доведе до намалени приноси на земјоделските култури во текот на годината, што дополнително ќе ја зголеми несигурноста во снабдувањето со храна. Несигурноста на храната ќе достигне врв за неколку месеци, малку можеме да направиме во врска со тоа, изјави Декру, додавајќи дека кризата ќе предизвика и недостиг на енергија. Тој нагласи дека дури во случај на брз крај на конфликтот, последиците веќе се присутни и имаат долгорочно влијание врз глобалната сиромаштија. Во меѓувреме, Светска банка, Меѓународен монетарен фонд и Светската програма за храна предупредија дека војната на Блискиот исток ќе доведе до пораст на цените на храната. Дополнително, конфликтот врши притисок врз хуманитарните операции, бидејќи финансиските средства се намалуваат додека потребите растат во кризно погодените региони, како Судан, Газа и Украина. Руската мисија во Европската Унија го обвини Брисел дека прибегнува кон економска принуда и екстратериторијална примена на мерки против суверените држави кои соработуваат со Русија во 20-тиот пакет нелегални санкции против Русија. Европската Унија уште еднаш покажа целосно непочитување на меѓународното право и повелбата на Обединетите нации и покрај гласните изјави дека ги поддржува, објави руската дипломатска мисија, коментирајќи го најновиот пакет санкции воведен од блокот. Таа додаде дека Европската Унија за прв пат го вовела така наречениот инструмент против заобиколување на санкциите како дел од новиот пакет. Според тој механизам, тврди руската мисија, Европската Унија си дала право еднострано да го ограничи извозот на одредени стоки и технологија од Европската Унија во трети земји, со образложение дека тие земји представуваат висок ризик за заобиколување на санкциите против Русија. Во суштина станува збор за економска принуда и екстратериторијална примена на ограничувањата на Европската Унија против суверените држави, со цел да се предизвика штета на нашата земја, рекоа тие. Руската мисија исто така потсети дека според нејзина гледна точка, само санкциите воведени со одлука на Советот за безбедност на Обединетите нации се легитимни. Сите останати се еднострани принудни мерки, односно во суштина самоволие и агресија, кои се спротивни на меѓународното право, повелбата на Обединетите нации, нормите и принципите на мирни односи меѓу државите, истакнаа руските дипломати. Руската мисија изјави дека бумерангот од 20-тиот пакет санкции на Европската Унија ќе се врати кај неговите автори, дека сите нелегални действија против Русија ќе добијат соодветен и навремен одговор. Руската економија има значителна отпорност, што е потврдено меѓу другото и со успесите на руската армија за време на специјалната воена операција, објави мисијата, користејќи го официјалното руско име за војната во Украина. Времето утре сончево со мала до умерена локална облачност, ќе дува слаб до умерен ветер, претежно од северен правец, соопшти управата за хидрометеоролошки работи. Оттаму информираат дека за време на викендот и почетокот на следната седмица ќе се задржи претежно сончево и потопло време со појава на променлива облачност во текот на денот. Ќе дува умерен во источните делови и повремено засилен северен ветер.
Од вторник следува период на променливо облачно и нестабилно време, наместа со повремен дожд и грмежи. Дневните температури ќе бидат во постепено опаѓање.